Ви благодарам, потпредседателке. Се сакам да се вклучам во дискусијата од проста причина, бидејќи мислам дека е крајно некоректно од колегите да продолжи дискусијата во оваа насока како што ја поставија во самата комисија. Се пријавив на колегата како за реплика, но ова е како сублимат на тезите кои што сака да се пласираат на оваа седница. А всушност тезите се заменени тези. И сега слушаме дека некој ќе сакал да ги избрише жителите. Или пак дискусија од типот на резиденти или нерезиденти. Правото на глас е загарантирано. Никој никого не брише. За овој закон беа направени работни групи, специјални, експерти од сите провиненции, јавни расправи серија. Имаме толку многу придобивки од законот, а ние се сконцентрирани на ова што вели дека некој сака да ги брише или не. Или пак да се насочи на самата дискусија во насока дека некој ќе имал помал број на представници. Во ред, да збориме за тоа, нема проблем. Но првен да продискутираме за овие постоечки представници што ги имаме. Ја паузата искористив за едно брзо истражување и еве сега ќе можеме да дискутираме. Представниците од албанскиот кампус, генерално во Струга, говореле 40%. 60% не збореле. Во Куманово, 50% воопшто не се јавиле. Во Струга прес, ова е на еден портал исто анализа, 10% никогаш во мандатот не се пријавиле за збор. Во Гостивар беше спомнато тоа, 40% од советниците дале предлози некојаш во работата на мандатот, 30%, само 1/3 од нив, прашале нешто на седниците на Совет. Што правеле другите 70%? Наместо некој да се насочи за оние веќе постоечки избрани, да ги застапуваат граѓаните, се толерира нивна неработа. И дали, ако веќе некој инсистира за дополнителен број, а при тоа овие веќе постоечките се крајно неефикасни и неактивни, дали не сметате дека тоа е политиканство? Толку. Благодарам.